тешки заплети на македонската политичка сцена ја одбележаа неделава. И додека траат дилемите дали новите случувања се во насока на расчистување или на дополнително замрсување на правните процеси, времето до октомври истекува. Агенда 35 ги анализира македонските шанси за добивање на датум за преговори во вакви услови, а гости не и ново именуваниот амбасадор на земјата председаваат со ЕУ Финска. Останете со нас. Датумот за преговори не значи автоматско членство. Европската унија нема ниту еден изговор зошто на есен да не стои на зборот. Процесот за преговори е најдобрата алатка за реформи на земјата. Согласни се и властите и дипломатските представници. Што вели Европската комисија во својот најнов извештај за македонската економија? Брисел прогнозира раст над 5% за 2 години. Интервју со Кимо Лахдевирта, амбасадор на земјата председаваат со ЕУ Финска. We have said that it would be best if both countries could be given okay this time. But we'll have to see how it goes. It's a bit early to say, but I would say that the very minimum is that North Macedonia would get the okay now in October. Останете со нас. Реформата во Европската унија е приоритетна и најпотребна во моментов, истакна францускиот претседател Емануел Макрон при неговата посета на Белград минатата недела и го остави проширувањето на страна. Но истовремено, европеизацијата, односно реформирањето на Западен Балкан, е процес кој може да се одвива паралелно. Со ваквиот став се согласува и македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров на панел дискусијата за приоритетите на финското председавање со Советот на Европа во организација на Институтот за демократија, за подготвеноста на земјава, за почеток на преговорите и за членство во ЕУ. Димитров кажа: Are we ready to join the European Union today? Absolutely not. Admittedly, we still make mistakes, and we still have a way to go to become a functional European democracy, with an economy that can compete with the market forces of the European market. But are we ready to start the journey and to use the tool, the best reform tool available, and this is the accession process? Absolutely yes. I think that we have done an obvious U-turn at home. This country learned its lessons. Дека земјава ги спроведува реформите, дека е подготвена и понатаму да работи и да ги започне преговорите, уверува и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Евентуалното недобивање на датум за почеток на преговорите во октомври ќе биде на штета на двете страни, смета Османи. Therefore, the government is focused on the preparation for the next phase. We adopted the acts establishing the negotiation structure. We are strengthening the administrative capacities, working on strengthening of the mission in Brussels, the cooperation with civil sector, etc. Но неуспехот е една од опциите, и тој неуспех ќе има последици за сите. Тоа ќе значи длабоко разочарување на сите нивоа во општеството и ќе биде пораз за европските политики во земјата. Ќе биде многу тешко да се задржи европската иницијатива ако не се исполнат очекувањата на граѓаните, рече Османи. Новото раководство на ЕУ во следните 5 години ќе има неколку цели: да ја направи унијата посилна, пофункционална, прилагодена на новата интернационална реалност и истовремено подготвена и да прими нови членки, рече евроамбасадорот Самуел Жбогар. Иако се уште се чека одлуката за датум, вашата земја го започна своето европско патување, вели Жбогар, а тоа го чувствуваат и граѓаните, но и го призна Европската комисија во својот последен извештај, во кој го забележува напредокот во клучните области. That's why I'm saying that the journey has already started, and is beginning to show results. Because end of the day, getting a date or getting to open chapters or entering European Union are just tools on the way of changing the society and improving people's lives. It's not about going to European Union, it's about European Union entering or bringing European Union home. Time of change of the guard of the presidencies is, as I said before, time also to look ahead. So on our side, we are hoping, and I agree here with Minister Dimitrov and Deputy Prime Minister Osmani, we are hoping for a decision of Member States in October. But on your side, you should continue to deliver reforms. And together with your citizens, we are eager
to see further reforms in judiciary, the rule of law, and fight against corruption. За изјавата на новата председателка на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, дека Северна Македонија е светол пример, а вратите на Европа ќе бидат отворени за Западен Балкан, Жбогар вели. It is encouraging that one of the big priorities that she's putting forward is also the enlargement, which goes, of course, in parallel with making European Union stronger and better functioning, so that it will be able to adopt new members once the candidates are ready to be accepted. Проширувањето беше високо на агендата на романското председателство и покрај сложениот контекст на случувањата во Европа истакна романскиот амбасадор во земјава. Тој се надева дека Унијата ќе го одржи своето ветување кон земјите од Западен Балкан. We are glad to have seen that the June General Affairs Council conclusions on enlargement adopted under our presidency remained in the spirit of the engagement already assumed last year by the EU member states. Avoiding backward steps is essential, and we hope that the next evolutions will confirm EU's will and ability to keep its promises, as well as in maintaining the necessary level of enthusiasm in the region. И финското председателство ќе го има на дневен ред проширувањето на ЕУ, како дел од поголемата агенда за гарантирање на мирот и просперитетот на континентот. Но Северна Македонија мора да продолжи и со реформите, а ние ќе бидеме тука да го поддржиме незиниот напредок, рече и финскиот амбасадор Кимо Лагдевирта. Напредокот на Северна Македонија на патот кон ЕУ зависи пред се од исходот на реформите кои се имплементираат досега и оние кои треба да се имплементираат во следниот период. Беше еден од заклучоците на панел дискусијата. Економскиот раст во земјава повторно зема залет, констатира Европската комисија во својот годишен извештај за земјите од Западен Балкан и прогнозира дека растот за 2 години ќе надмине 5%. Последните проценки на комисијата се дека растот на бруто домашниот производ годинава ќе достигне 3,2%, до година 4%, а во 2021 година 5,1%. Меѓутоа, извори од Брисел коментираат дека многу веројатно е наесен, кога комисијата редовно прави ревизија на своите прогнози, токму во периодот кога се очекува датум за почеток на евроинтеграциите, дополнително да објави пооптимистички проценки, доколку економскиот раст од 4,1% во првите 3 месеци продолжи со исто темпо и во текот на годинава. Главниот двигател на растот ќе биде инвестицискиот бум, кој би бил просечно околу 5,5% до 2021 година, пред се поради откочувањето на јавните инвестиции во инфраструктурата. Покрај тоа, приватните инвестиции исто така ќе пораснат поради зголемената финансиска поддршка на владата и од подобрената деловна клима, како што земјата ќе напредува на својот евроатлантски пат, пишува во извештајот на Европската комисија за Северна Македонија. Токму забрзувањето на економскиот раст со стапки над 5%, кои што ги вети оваа влада уште во својата предизборна програма, е клучно за да се подобри животниот стандард на граѓаните. Сега бруто домашниот производ по жител во земјава изнесува $13,000, што е само околу 1/3, односно 35% од просекот на 28 членки на Европската Унија. Доколку македонската економија продолжи да расте со исто темпо како и досега, македонците ќе го достигнат просечното ниво на доход во Европа дури за 75 години. Но со економски раст од 5% годишно, европскиот просек може да се достигне по 3 децении. Имајќи предвид дека над 80% од сите македонски производи што се продаваат во странство, всушност завршуваат на европскиот пазар, за движењето на домашната економија пресудна ќе биде иднината и на европската економија. А дека економијата и во следните 5 години ќе биде на врвот на агендата и на новото раководство во ЕУ, истакна и новата председателка на комисијата Урсула фон дер Лајен во своето прво обраќање во Европарламентот. If we want to succeed with this ambitious plan, we need a strong economy. Because what we want to spend, we have to earn it first. For that, we need to strengthen the backbone of our economy, the small and medium-sized enterprises. They are innovative, they are entrepreneurial, they are flexible and agile, they create jobs, they provide vocational training to our youth. But they can only do all this if they have access to capital everywhere in this huge single market. Let's get rid of all the barriers. Let's open the door. Let's finally complete the Capital Markets Union. Our small and medium enterprises deserve it.
And we need to work with the Stability and Growth Pact. Where investment and reforms are needed, we should make sure they can be done. We should make use of all the flexibility allowed in the rules. We are proud of our economy. We want to make it stronger. Последните проценки на Европската комисија за економијата на сите 28 членки се пооптимистички од претходно. Економски раст од 1,4% годинава и 1,6% до година. Заудно се израдуваа евроскептиците, кога во својот говор пред европските пратеници новата председателка на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, не зборуваше за проширувањето. Познавачите велат дека новата шефица на Европската унија и тоа како ќе инвестира во овој процес. Фон дер Лајен важи за човек на канцеларката Ангела Меркел, а таа не штеди експлицитност во најавите дека лично ќе се заложи за земјава да добие датум за почеток на преговори на есен. Но 10 дена пред говорот во парламентот и самата фон дер Лајен ја истакна заложбата за почеток на пристапни преговори и со Северна Македонија и со Албанија, како и важноста на европската перспектива за целиот Западен Балкан, со што позицијата на новата председателка може и јасно да се исцрта. А колку за реализацијата на плановите на новото раководство на ЕУ, ами на нашите домашни планови, ќе помогне новата земја председават со Унијата Финска. Хелсинки го презема кормилото во исклучително турбулентен политички период, веднаш после европските избори, со се уште комплицирана Брекзит приказна и со разногласие помеѓу земјите членки во однос на проширувањето како концепт. Има ли Република Финска капацитет да се носи со овие тешки политички предизвици? Новоименуваниот амбасадор Кимо Лахдевирта вели апсолутно да. I'm sure it has. This is the third time that we have the presidency of the EU, so we have practiced a couple of times before, and I think always presidencies tend to happen at special times, and because there are always, let's say, challenges that presidency has to tackle with. There are no boring times. No boring times. Yeah, that's right. But of course, this is particularly interesting now that we will have a new commission, hopefully during autumn, and Brexit may be happening, hopefully not. And then, of course, the enlargement process is now in a very, let's say, interesting and important position. Yes, indeed. Yeah. А клучниот проблем во таа позиција се чини дека се спротиставените ставови на земјите членки, кои сосема различно гледаат на приоритетите и во европската надворешна и во европската внатрешна политика. Ке треба сериозна политичка мајсторија за да може на овие различни ставови да им се најде исти именител, но тоа не е невозможна мисија, вели Лахдевирта. Well, I think one of the important questions are the, let's say, basic values and rule of law. And also we in Finland feel very strongly that these are some things that have to be put in order in the EU. And also, let's say, the unity of the EU and the capacity for decision making have to be improved. So and this is especially important in the present situation with great power competition, where Europe has to be more united to be able to influence things in the world. So there's this background, and I can understand that there are voices who say that we should concentrate on solidifying the EU before enlarging. But I think these two processes can be done parallel as well. Кога минатиот месец земјите членки одлучија да се навратат на темата за датумот за нашава земја на есен, разочарувањето од европската непринципиелност и непочитување на договореното порасна, а ке политичките елити се создаде нов простор за партиски игри и надмудрувања во однос, но и по цена на европските интеграции. Финскиот амбасадор вели дека разбира од јуни бил зацртан како термин, но убедува дека одлуката да се префрли датумот за наесен не треба да загрижува, оти во суштина се работи за технички проблем, кој што нема врска со реалниот напредок на земјава. Well, I think it was basically a technical problem in June that the German Bundestag was not ready to make a decision so soon after the European Commission published its report. But I'm confident that a positive decision can be made in October. And that's something that we, as the presidency, will certainly work for. So basically, of course, it's our role to bring the different views that member states have into one,
And for that, we will have discussions at all levels, basically, and in different places. Упатените во процесот добро знаат дека голем дел од овој технички проблем се однесува на обидите да се вметни Албанија во група со нашата земја. Соседот не може да се пофали со исполнување на дадените критериуми, но дел од големите европски играчи се исплашија дека ако се трне Тирана од пакетот, тоа ќе донесе дестабилизација на етнички чувствителниот регион. Став со кој што Северна Македонија се претвора во заложник на туги и неисполнети обврски. Лах де Вирта вели дека во октомври треба да очекуваме друга приказна и дека македонските интеграции се минимум што Брисел мора да го испорача. Well, we have said that it would be best if both countries could be given okay this time. But we'll have to see how it goes. It's a bit early to say, but I would say that the very minimum is that North Macedonia would get the okay now in October. 644 нови постапки поради повреда на правото на ЕУ од страна на државите членки отворила Европската комисија во 2018 година, што е за 10% помалку отколку претходната година. Ова го покажува годишниот извештај за следење на примената на правото во ЕУ, кој секоја година го подготвува Европската комисија, која ја следи примената и придржувањето до правилата на ЕУ од страна на државите членки. Што се однесува до вкупниот број на постапки поради повреди на правото на ЕУ, на крајот на 2018 година тој изнесувал 1571, што е за 0,8% повеќе отколку на крајот на 2017 година. Повредите на правото на ЕУ се однесуваат на повреди поради доцнење во пренесувањето на европските директиви во своите национални правни системи, повреди поради неправилно пренесување и или погрешно применување на директивите и повреди на уредби, договори и одлуки. Главни подрачја на политики на кои се однесувале предметите биле животна средина, мобилност и транспорт, внатрешен пазар, индустрија, предприемништво и мали и средни предпријатија. 162.466 групации на мултинационални предпријатија кои вработуваат 48 милиони лица се регистрирани во Европската Унија во 2017 година, покажуваат последните податоци на Еврогрупс, статистички бизнис регистар за групации на мултинационални предпријатија на државите членки на Европската Унија и државите од Европската асоциација за слободна трговија ЕФТА. 72% од групациите на мултинационални предпријатија се од Европската Унија, односно нивните глобални центри за одлуки се лоцирани во државите членки на ЕУ. Според регистарот, останатите мултинационални групации се од држави надвор од ЕУ и тоа Швајцарија, САД, Турција, Канада и Норвешка. Од вкупниот број на регистрирани групации на мултинационални предпријатија, 26% се групации контролирани од странство, без идентификуван крајен правен субјект, а позната е само државата од која доаѓа групацијата. Инаку 89,4% од групациите на мултинационални предпријатија во ЕУ се мали, со помалку од 10 правни субјекти, 8,9% се средни и само 1,8% Еврогрупс регистарот ги класифицира како големи групации, со 50 или повеќе правни субјекти. 56% од граѓаните на Европската Унија на возраст од 16 до 74 години користеле социјални мрежи во 2018 година, покажуваат податоците на Статистичката агенција на Европската Унија. Стапката на користење на социјалните мрежи постојано расте од почетокот на прибирање на податоци во 2011 година, кога изнесувала 38%. Под користење на социјални мрежи се подразбираат активности како создавање на кориснички профил, поставување на пораки или друг придонес на социјалните мрежи. Помеѓу државите членки на Европската Унија највисока стапка на користење на социјални мрежи е забележана во Данска 79%, потоа Белгија 73% и Шведска 70%. На другата страна на скалата учество под 50% е регистрирано во Франција 42%, Италија 46% и Словенија 49%. Разгледано според старосната структура, кај младите на возраст од 16 до 24 години, скоро секој 9 од 10 млади во ЕУ користат социјални мрежи, а кај постарите лица на возраст од 65 до 74 години, скоро 2 од 10 користат социјални мрежи. Хроничните рани кои не го следат типичниот процес на заздравување или временска рамка се голем предизвик за лекување и често се повторуваат кај пациентите. Во светот со хронични рани се повеќе од 40 милиони пациенти, а тоа ги чини здравствените системи околу 40 милиарди евра годишно.
Како одговор на овој предизвик, еден европски проект финансиран од програмата Хоризонт 2020 разви медицински уред кој ги користи докажаните терапевтски ефекти на видот на електромагнетно зрачење, видлива светлина, за да го подобри процесот на самозаздравување, за да обезбеди антибактериски ефекти и да го следи статусот и историјата на раната за време на терапијата. Имено, цел на проектот е трансфер на технологијата на третманот со светлосна стимулација кој се спроведува во болниците, во паметен систем погоден за носење за персонализиран светлосен третман на хронични рани. Системот се состои од два дела, а првиот дел е преврска за рани за еднократна употреба, со тенок и флексибилен систем за осветлување и интегрирани сензори за следење на температурата и оксигенацијата на крвта на раната. Вториот дел е мал електронски модул за следење на состојбата, прибирање податоци и бежична комуникација. Персонализирањето на третманот се обезбедува со сензорен систем кој врши постојано мапирање на температурата на кожата, како и мапирање на нивото на оксигенација на крвта околу повреденото место. Информациите може преку апликација на паметен уред како телефон или таблет да се споделат со соодветниот здравствен работник. 1200 ученици и 280 професори учат и работат во меѓународното училиште Копенхаген во Данска, кое што е училиште со најголемата соларна фасада во светот. 12.000 соларни стаклени панели во морско-зелени нијанси, поставени под различен агол, ја сочинуваат фасадата на училиштето. Панелите покриваат површина од 6048 метри квадратни и може да произведат 300 мегават часа електрична енергија годишно, со што се покриваат половина од годишните потреби на училиштето. Во сончеви денови, покрај тоа што создава електрична енергија самото за себе, училиштето придонесува со електрична енергија и кон електромрежата на Данска. Во училиштето сите чешми се оптички контролирани, во тоалетите за испирање се користи секундарна вода, лед светилките овозможуваат заштеди на енергија, а со сензори се контролира температурата и присуството на јаглерод диоксид. При изградбата се користени природни материјали, а целиот биоотпад од кујната се собира и потоа се користи за храна за животни. Стариот картон и хартија се рециклираат, односно се собираат, компресираат и продаваат. Следната недела се гледаме со друга тема на истата фреквенција и во истиот термин, 20 часот и 15 минути на македонската телевизија. Ќе ве потсетам да не следите на нашите официјални Инстаграм и Фејсбук профили на социјалните мрежи. Останете со програмите на македонската телевизија.